Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Капките од дождот не ги чувствувам, како сето ова да е сон. Нозете не можам да ги поместам, тежат еден тон. Мислите се множат и не запираат, постојано вртат се во круг. Одговори нема и молкот царува, нема ниту звук. Сами дождот и јас, дали ке го чујам? Волшебен, волшебен миг, свети твојот лик. Дождот нека престане, светот нека застане. Волшебен, волшебен миг, свети твојот лик. Дождот нека престане, светот нека застане. Очите не можам да ги насолзам, дождот тоа прави некој трик. Усните од болка сами треперат, пуштам чуден крик. Сами дождот и јас, дали ке го чујам? Волшебен, волшебен миг, свети твојот лик. Дождот нека престане, светот нека застане.
светот нека застане. Ве поздравувам сите вас кои станавте верни пријатели и ја следите оваа емисија која има за цел да буди и да освестува. Во денешната емисија акцентот ќе го ставиме на жената. Сметајќи дека доколку жената е духовно разбудена, емоционално исполнета, физички подготвена и професионално реализирана, ќе зрачи со мир и хармонија насекаде. Тоа е заразно, па се пренесува во воспитувањето на децата, на најблиските, пријателите, па дури и соработниците. Веќе од 18 век, жената успеа да крене глас со повик за своји права и тоа е успешно во некои европски земји, но тоа не важи во арапските земји. Сепак, наше е да размислуваме што се случува кај нас. И сите знаеме дека се уште важи традиционалниот однос кон жената, но малку ни фали тој либерализам кој секако треба да биде воден од вистинските вредности на живеењето. Мој денешен гостин, кој ќе ја спушти маската на оваа сцена, е уште една жена борец, Јасмина Јошевска, автор и писател. Епа, Јасмина, добре ми дојде во мојата емисија. Со љубов, Стефанија. Сега, како што напоменав, оваа емисија ќе ја насочиме малку кон жената, што значи дека сакам да ми го опишеш твојот живот. Сакам да ми објасниш која е прво Јасмина. Ти благодарам пред се што ме повика, што наоѓајќи херој во мене, јас денес постојам во твојата емисија. Нели, без маски сме тука. Оваа жена што стои денес пред вас или седи, како да речем. Сама себе се нарекувам херој на ова денешно време, кога се околу нас е поседено од една огромна негативност, од потурнување. Меѓутоа, наоѓајќи смислата на своето постоење, Јасмина постои како нешто поинакво, уникатно, создавајќи и правејќи дела кои ќе останат не незабележани, туку ќе останат за да може да ги види некоја наредна генерација, што всушност сакам да кажам. Од самите 13 години се пронајдов во пишувањето. Едноставно добив втора награда за песна и сватив дека поседувам нешто што умеам да го изнесам од себе. Поаѓајќи од таму, долг период, се она што пишував, се изгоре во оган. Ме изгоре во душата. Меѓутоа не успеа да ме запри после толку многу време да пишувам повторно. Ме разбуди падот свој во мојот живот, така да секоја болка, секој чувство, јас успеав да го испишам, не посегнувајќи по алкохол, не посегнувајќи по цигари, она што е негативно. Туку успеав на хартијата да ја создадам вредност, а таа вредност таму трае. Понатаму се создава првото дело, Долина на солзите, дело кое едноставно ми ја собра душата, ми ја собра мислата и правејќи од ништо нешто, почнува да се отварат нови врати. Тие врати сватив дека постоеле, а до тогаш како да бев изгубена во некој свет. Не знаев што се случува. Наоѓајќи смислата во тоа дека јас умеам да направам нешто, јас треба да се борам за себе, да направам нов чекор и да не застанам со своето прво дело, минатата година успеав да создадам две одеднаш, Клавирот на животот и Од чешмата на времето. Таму ме потсетија дека треба виртуозно да ги создаваме новите ноти од Клавирот на животот, а со насмевка да ги примам новите удари од чешмата на времето. И се додека така правам, успевам на се да му дадам смисла, на секоја минута, зашто минутата е важна минута. Секоја секунда е важна. Ја трошам онаму каде што сакам,
со луѓе кои сакам, давам позитивна енергија и се носам буквално сошиена со мојата насмевка. Не може да ме урне ништо подолу. Сега, на 12 април, го создадов своето прво романче. Мислев дека никогаш нема да успеам да направам такво нешто, меѓутоа довербата на една личност, кога ќе ви раскаже нешто што мене ме допира. Многу. Посегнав и по тоа. Прозата, одскочна даска ќе биде самиот роман Остани. Правам настан кој му давам значење на хуманоста, сепак правам хуманитарни настани со моите промоции. Пронаоѓам смисла и во тоа дека ова жена што стои пред вас нема свој дом. Со една обична плата од 10.000 успева да си плати кирија и сметки, меѓутоа и она што доаѓа од повеќе, не сакам да е само за мене. Нека биде за оние што им треба. Да помогнеме каде што можеме. Да создадеме насмевка на лицето на оние кои мислат дека нема надеж. Тоа сум јас. Прекрасно. Ме оставаш без зборови и ми доаѓа да кажам толку, емисијата заврши, но имаме секогаш многу да кажуваме, затоа што јас, како што верувам, привлекувам луѓе каква што сум и најчесто сакам да донесам во оваа емисија луѓе кои едноставно живеат сличен живот на мојот. Како што разбирам, сме тргнале по истиот пат, можам да кажам, кој што убаво кажавме по-битолски, патот на вистинските вредности, кој го споменувам во секоја емисија и кој не смее да се заборави. Често поставувано прашање ми е зошто остануваш во Битола, зошто не бараш среќа надвор. Што те натера тебе да останеш во Битола? 17 години Битола ме зеде со себе. Посебно овие последни 4 години. Се извинувам да напоменеме дека не си битолчанка, можеш да објасниш твојата историја на потекло. Јас сум од Крушево, меѓутоа мажена на своите 19 години тука во Битола. Така 11 години во брак, разведена жена со 4 деца. Да, жена херој. И се сметам за херој, зашто сепак не само дека децата. Патот кој го одам го осмислив како светол пат, да може да се гордеат тие деца на мене. Ги научив да ценат се што треба да ценат, да не се посегаат по материјалните вредности, да не им биде приоритет сето тоа, туку едноставно да гледат обичноста во еден човек, да сватат дека многу повеќе можат да постигнат со своето добро дело, отколку со било што е наменето кон материјалните работи. Зошто во Битола? Ми се дала можноста да не сум во Битола, да одам Скопје, да одам многу подалеко. Секогаш кажувам не. Во Битола го пронајдов својот мир. Во Битола ги пронајдов своите пријатели. Во Битола пронајдов љубов, онаму каде што не очекував. Љубов на полето каде што креираме. Љубов во настаните кои ги правиме. Некако ме врза Битола за себе. И мислам дека нема да ја напуштам. Можноста да се замине надвор е одлична. Меѓутоа не гледам никаков просперитет во сите тие нешта. Ако успеаме си тука ќе успеам. Ако создавам, тука многу подобро го создавам. Зашто навистина Битола е едно мирно место каде што можеме да живееме. Се она голема брзина, се она таму што ме чека, па треба одново создавање на пријатели, врати, нови искуства. Мислам дека донекаде и не ми се потребни. Тука веќе како да стојам на цврсти стојалишта. Многу интересно да го дефинираме моментот зошто стануваме тука е всушност одговорот каде го наоѓаш мирот, таму е најдобро да живееш. Така. Опиши ми го твојот ден во смисла како се храниш ме интересира, затоа што сакам да презентирам здрав начин на живот и здрав начин на исхрана. Кажи ми што се случува со тебе на таа тема. Добро изгледам со своите 60 килограми и 4 деца родени. Задоволна Морам да ти своето признам тело. дека да. А ништо посебно во исхрана, меѓутоа
својот ден почнувајќи во 6:30 на саба да станам, зашто имам работна обврска. Сепак жена која работи, да. Со една чаша вода. Така го почнува мојот ден. Да го истушираме организмот од внатре. Потоа на работа мора да се јаде нешто, зашто гладен не се работи. Меѓутоа пазам на исхраната, повеќе сакам овошје, зеленчук, не сум склона кон месото, кон сите тие работи. Секако редовните оброци, 3 во денот. Гледам да не вечерам, зашто после имам тежина во ноќта, така да мислам дека исхраната воопшто не ми е некој проблем. А децата, како се научија тие да се хранат, дали се хранат и тие здраво? Па до некаде да, можам да речам. Немам проблем со исхраната нивна. Затоа што се извинувам, децата некако имаат поголем проблем, како што забележувам јас од моите деца што ми доаѓаат на часови по балет, некако повеќе се склони на нездрава храна, од типот на чипси, се што знаеме што спаѓа во нездрава храна. Дали твоите деца го имаат тој проблем? Воопшто го немаат тој проблем, искрено кажано, не она само да се каже дали е проблем или не, затоа што јадат се што ќе ми се сготви. Значи имаме доручек, ручек, вечера, не се склони буквално да се јаде некој сендвич, некоја таква брза исхрана, не. Баш се добри до сега, барем. Значи, доста важно е воспитувањето на децата, па тие го следат патот на родителот. Која беше твојата детска желба пред да го правиш ова што го правиш, ти што си сакала да бидеш? Дали Јасмина истата таа што си го сакала порано, значи, кога си била малечка? Не што сакаш да бидеш? Од секогаш сакав да работам со деца, меѓутоа да бидам воспитувач на деца. Може би затоа имам толку деца. Па, да. Љубовта за... Си остварила таа желба, како? Да, остварена желба до некаде, меѓутоа не сум воспитувач на деца. А тоа беше едно, како да кажам, една огромна желба што ја посакував од малечка. Пошто јас имам брат кој е година 4 месеци помало од мене и сестра 10 години. Па тоа девојче го израсна во своите раце. Морав да ја помогам на мојата мајка. И мислам дека толку ги сакав тие мали, нежни нешта, толку чисти. Тоа е чист свет. И затоа сакав да бидам нешто што ќе може да ме обкружува со таа љубов, толку чиста. Меѓутоа, ете, никогаш не помислив дека ќе дојде вакво нешто, да се пронајдам во пишаниот збор. Меѓутоа, и ова е нешто што ме крева високо, а ме прави сепак да сватам дека земјата е тврда каде што стојам, дека нема летање по облаците, а и колку и да се лета, треба да се спуштиме за да знаеме дека сме едни обични луѓе кои треба едноставно да се го живеат својот живот. Точно така, и тебе те привлекува сега, забележувам таа чистина и вистина, што значи дека само тоа е одговорот. Јас се трудам да им помогнам на тие гледачи кои што се загубиле по патот, затоа што откако ќе го пронајдеш својот внатрешен мир, откако ќе знаеш што треба да правиш во животот, тогаш можеш да пренесуваш. Што значи на некој начин ние сме пронашле собствен мир, па се надевам дека ќе им помогнеме на тие што имаат потреба од нашата помош. Сакам да ми прочиташ нешто од твоите дела, нешто по твој избор. И можеш да ни кажеш што е, од која книга е точно? Прво на она што го кажа, сакам да те надополнам. Кога луѓето си посакуваат здравје, среќа, јас не им посакувам ништо од тоа. Им посакувам да се пронајдат себе си. Кога ќе се пронајдат себе си, ќе зрачат и од среќа, и од здравје, и од љубов. Тоа е исполнетоста на еден човек. Ние се пронајдовме, ние веќе си имаме пат. И кога некој не сваќа што правиме ние, му давам простор да се пронајде, да свати дека тој всушност нема смисла на собствениот свет. Ние имаме смисла на животот. А тоа е нешто што најмногу човек може да го постигне. Нели? Точно така, па затоа сме тука да ги потсетиме на тие основни нешта. Да, дај Боже секој да се пронајде, зашто кога ќе се пронајдеш себе си, веќе знаеш каде чекориш. Нема чекор напред па два назад, него едноставно чекор по чекор, може би скалила со маки изградени, меѓутоа знаеш дека тие се цврсти.
тие се најдобрите што ти можеш да ги направиш. Нели? Така. Од чешмата на времето има нешто што ете како еден автор што може да каже за своето творење. Чекорам насекаде и се што ќе погледнам во зборови го претворам. Се припивам во новосоздадени светови. Доаѓаат и си одат милион зборови. Оковани од ноќта што ми плете приказни низ напнатост. Доаѓа низ погледот на луѓето, каде се спојуваат небото и морето. Тонам низ синилото, фантастично предадена на дарбата. Високо проценуваш да го дофатиш овој момент навреме, отиако замине, прашањето ќе остане без својата убавина, да се изгради нешто ново во собата за творење. Кога е напишано ова нешто и што е инспирацијата? Дали се сеќаваш воопшто? Да, зашто да се каже како се твори. Како ние поетите, да речам така, пошто ова е веќе поезија, умееме да заминеме во некој нов свет, од ништо да направиме нешто, да го осмислиме, да му дадеме поинаква димензија. Тоа се нови некои светови каде што уживаш, да потониш во сите тие убавини. Тоа умееме барем. Не умеам можеби да изградам нешто што е како зид, меѓутоа ова се мостови кои не поврзуваат нас уметниците. Духовните мостови. Да. Уште нешто, тука имавме отворено за клавирот на животот. Јас нешто слушам со музика поврзано и се фаќам за него, нормално. Да. Зашто сепак музиката прави чуда. А јас викам, блискоста на музиката ваша, тоа го посветив и на Димитар Андоновски со Зана Туринџиева. И нотите на мојата крв создаваат токму вакви дела, за да можеме да се споиме и да направиме баш нешто ново, уникатно, само наше. Нели? Точно така. Клавирот на животот. Ни солзата цветови се родија, штом падна од окото што пресуши. Опојно надојдени стихови, родија нови мисли, одново воскресна телото. Изгорев за сонцето душа да не ми кине, а прагов непречекорен дише за твоите стапалки. Пала во пепел те разбркувам, скалила покрив низ степените до срцето. Накривено стеблото црнето, развеано и соголено. Ах, препукнав за да слушнам нови ноти од клавирот на животот. Тие нови ноти донекаде ги создаваме сами, но секогаш сме во очекување дека се создаваат, копнеат да ги слушнеш и да умееш да ги испишиш. Ти веројатно да, точно таму, меѓутоа јас во нов збор, кој ќе надојде, повторно го читам и се прашувам, од каде излезе сето ова? Толку ли има способност во еден човек да направи нешто? Да. Не знам, да тоа сум доволно горда, за да можам денес да стојам тука, да разговарам со вас. Да. Прекрасни се патиштата кои се водени од светлината. Многу интересно. Јас допрва ќе читам новата твоја книга и секако ќе има доста дискусии околу новите дела и да поминат неколку години, кој знаеш за што ќе треба да разговараме. Сега точно во овој момент тоа што го зборувавме, мислам дека сепак ќе ни биде водилка и по години да оправиме истиот муабет, затоа што едноставно се држиме за истата мисла. Кажи ми, мала дигресија, дали спортува Јасмина? Јасмина најмногу пешачи. Пешачи? Да. Супер. Ништо посебно, не одам во теретани, не одам да вежбам, како да кажам, меѓутоа пешачењето ми е мана. Самото работно место ми е нонстоп на нозе, нонстоп со пешачење и после тоа, значи одам само до дома, да се преслечам, да се истуширам и одново. Кога си има обврски, онаму каде што мора сето тоа да се обави, меѓутоа ако нема, слушалките во уши, добра музика и пешачење. Тоа е тоа. Да, тоа ме држи некако како релаксирано со музика. Тоа го сакам, тоа го правам, ме исполнува. Да. Скриени таленти, некои кои што не си ги покажала се веќе на јавноста, затоа што почна многу често да се појавуваш во јавноста, нешто што не знаеме за тебе. Нема ништо посебно да речам. Она како желба што ми останало е како сокриено да речам. Можеби ќе излезе тоа прво. Може ќе пронајдам нешто во себе. Единствено што не умеам
е се она што го слушам во тишината како ноти, јас не умеам да ги запишам нотите. Има доста текстови, можеби затоа се и книгите, како да кажам. Меѓутоа кога ми доаѓа со музика, јас не знам да ја напишам музиката. Тука правам еден голем пропуст, затоа дали си пробала да ја испееш таа музика? Понекогаш да доаѓа, да, меѓутоа пако помине доста време ти веќе забораваш на сето тоа. Да. Значи имаш нова тема за работа. Тоа сакам да го извадам од себе, доколку можам понатаму, да, зашто ме копка, ме бара некако да го извадам од себе. Тоа ако се случи, ми се чини дека... Може да се случи ако се насочиш да се образуваш на таа тема, за ништо не е доцна. Да, никогаш не е доцна. Годините се само една добра бројка, иако 36 години ги имам. Некако се осеќам како млада во душата, млада зашто создаваш, нонстоп создаваш, не мислиш на своите години, мислиш да направиш нешто ново, ново скалило, повторно ново скалило. Тоа е тоа. На настаните да им се даде смисла, акцентот да се стави на што јас сакам, а секогаш го ставам на хуманоста. Тука ги гледам луѓето какви се, што се, кој доаѓа, како доаѓа, и се поголема е бројката, се повеќе ме разбираат, ме сваќаат, како да не бидеш задоволен. Прекрасна е, Смина. Да. Јас имам подарок за тебе, затоа што нели кажа дека сакаш музика. Јас ти го поклонувам мојот албум Ретропроспектива, кој исто така има дел од мене. Како што кажа, ти ги преточи твоите чувства, мисли во зборови, јас секако во зборови и во музика. И ти посакувам да можеш веќе следното наше видување да се изразуваш и преку музика. Јас те очекувам во светот на музиката. Супер. Мислам подарок, како подарок ни уметниците, убаво ни е кога некој макар едно пенкало ќе ти го подари, не нешто друго. Не го гледаме материјалниот момент на нештото. Од некој што знаеш дека прави нешто, умее во нештото, уникатен. Никогаш нема да заборавам кога прв пат те видов таму на паркингот. Стефанија и само имаше некој настан кој ти го правеше, беше на Сила на слободата или Fly Project. И само реков браво за девојчето. Значи од тогаш ми остави таков впечаток и секогаш насмеана мислам дека конечно дојдов до тебе, конечно дојдов до она што ти го правиш. Ова твоја позитивност, ова твоја обичност, а не обичност. Тоа значи дека е малку погрешна сликата поставена за луѓето кои што се занимаваат со уметност или пример стануваат веќе јавни личности во одреден момент, но доколку животот на таа јавна личност, да кажам, се води по правиот пат, секако дека ќе се сретнеме. Затоа што ние сме нормални луѓе и сакаме да сме во истиот мир заедно со останатите луѓе. И затоа ние се сретнавме, затоа што, како што напоменавме, сме водени од патот на светлината. Патот на светлината, а како кажав, назад на романчето испишана една добра мисла. Животот е танц. Да танцуваме. Мојата Милена ќе забораваме. Да танцуваме најдобро што можеме. Јас нешто друго напишав назад, меѓутоа може да се надополни со се тоа. Животот е танц. Смело танцувај низ него, но со искрени чувства. Зашто повредувањето ме тера да имам страв, да ти се доближам, без сенка, без слава. Ете токму тоа. Ние знаеме да танцуваме, ние умееме да го танцуваме танцот на животот. Точно така. Ти благодарам, Јасмина, на твоето гостување кај мене во емисијата, а вие, мои мили и најдраги гледачи, се надевам дека ја свативте пораката. Мислам дека не беше една, беа повеќе пораки, но сепак беа дадени од нашето срце. Детоксификација и чистење на организмот се клучни компоненти за одржување на здравје и виталност. Тие се подеднакво важни како и спроведувањето на правилната исхрана. Целта на прочистувањето е да осигура правилен проток на животната енергија. Ќе ви објаснам како да се спроведе. Во телото постојат 4 главни канали за елиминација на токсини. Тоа се кожата, бубрезите, белите дробови, цревата, како што знаеме. Со нивна стимулација се поттикнува чистењето на организмот. Како се предизвикува нивна стимулација? Кожа.
Преку потењето таа ги исфрла отровите. Затоа е важно да стимулираме потење. Тоа може да се постигне покрај со спроведување на физичка активност и со внесување на алкална храна богата со хлорофил, како што е зеленолисниот зеленчук, спанак, блитва, киселец, штавеј и слично, темнозелени алги, спирулина, хлорела и слично. И овош е богато со вода. Таквата храна лесно ќе ги разреди киселите токсични супстанции во телото. Нивна елиминација ќе овозможат и растителните влакна кои ги содржат овошјето и зеленчукот. Тие се врзуваат со отровите и заедно се исфрлаат од телото. Најдобро за вас би било да ги конзумирате зеленолисниот зеленчук во форма на смуди, блендирани сокови, а овошјето исто во блендирана форма или како цеден сок, за да направите брза апсорбција на хранливите материи и со тоа брза елиминација на отровите. Ќе ја забрзате и работата на метаболизмот, ќе ја поттикнете перисталтиката на цревата, ќе ја забрзате циркулацијата. Белите дробови. Со длабоко дишење придонесуваме за чистење на организмот. Кислородот ја прочистува крвта. Најдобро е да одделите дел од денот кој ќе го посветите на длабоко дишење во природа. Бубрези. Нивна главна функција е да ги сфрлаат отровите од телото. За правилно да ја филтрираат крвта, треба да се внесува доволно чиста вода. Препорачувам честа употреба на свеж магданус, како додаток во изблендирани сокови, например целер, нане, ѓумбир и секој вид на свежи сокови или чаеви од лист од коприва. Црева. Од пресудно значење е да се одржува нивната чистота. Не смее да дозволиме да се запуши дигестивниот систем. Со тоа ќе се оневозможи апсорбција на хранливи материи, ќе се натрупаат отрови, а со тоа и негативни мисли, негативна енергија, а со време наталожените токсини ќе се реабсорбираат назад во крвта. Затоа најважно е употребата на намирници богати со растителни влакна во свежа состојба. Покрај овие методи кои се наведени, се препорачува секој утро да се мучка една лажица ладно цедено масло во устата во време траење од 15 до 20 минути и потоа да се исфрли. Има антибактериско дејство и елиминира голем дел од токсините. Impossible, too big to climb, too wide to tame. If only there was something else to show me yourself. Don't say anymore. Hold your tongue. I've heard it before. It's not love. You thought you had a plan, act like a gentleman. You thought you had it all, effortlessly in hand. You thought you had me, na-na, but you come for me, na-na. There's no gentleman here. My everything is not for fun. You showed me that is all you want. Why can't you settle down? 'Cause I could love you, I swear down. Can't you settle down? 'Cause I could love you, I swear down. Don't say anymore. Hold your tongue. I've heard it before. It's not love. You thought you had a plan, act like a gentleman. You thought you had it all, effortlessly in hand. You thought you had me, na-na, but you come for me, na-na. There's no gentleman here. I need a gentleman who holds my hand, won't hide anything from me.
a gentleman who understands, won't take anything from me. But you're cheap, you're dark and weak, and you'll break everything that you can. Can't you see that I can't see no gentleman? You thought you had a plan, act like a gentleman. You had it all, Leslie in hand. You had me, ooh, na, na, ooh, na, na. Ooh, na, na, ooh, na, na. Run, act like a gentleman. You had it all. Ooh, na, na, but you come for me. Ooh, na, na, ooh, na, na. There's no gentleman here. Жената е цвет. Жената е мајка. Жената е љубов. Жената е борец. Жената е почеток и крај на секое случување. Жената е муза. Жената е инспирација. Жената е вредност. Жената е почит. Жената е знаење. Жената е мултиталент. Жената е домаќинка, сопруга, другарка, сестра, баба. Жената е своја, доколку го прави тоа што ја исполнува. Жената е насмевка. Жената е дама. Жената е спортист, музичар, танчер, уметник, биолог, хемичар, физичар, астролог, дизајнер, фризер, моторџија, алпинист, архитект, историчар, политичар, учител, актер, бизнисмен. Жената е среќа. Жената е свет. Жената е универзум. Жената е книга. Жената е приказна. Жената е храбра. Жената е самостална и независна. Жената е успешна. Жената може да направи многу работи одеднаш. Жената се грижи за себе, за семејството, за пријателите. Жената се грижи за својот изглед. Жената дава живот. Капките од дождот не ги чувствувам, како сето ова да е сон. Нозете не можам да ги поместам, тежат еден тон. Мислите се множат и не запираат, постојано вртат се во круг. Одговори нема и молко царува, нема ниту звук. Сами дождот и јас, дали ке го чујам?
Се надевам дека оваа емисија ќе ги инспирира и ќе ги разбуди оние жени кои се заборавиле во секојдневните обврски, кои заборавиле да се ценат и почитуваат како индивидуи, кои претрпуваат семејно насилство и премолчуваат, кои се угнетувани и понижувани затоа што се жени, кои се непочитувани затоа што се жени, кои си ставиле еден тон комплекси на себе заради нереализирани сништа. Се радувам доколку успеам да ве потсетам што всушност значеше нашето постоење како жени и ви ја вратам вербата во тоа што навистина сте, со цел да направи добар баланс на машко-женска енергија за да живееме сите во мир, љубов и хармонија. Со љубов, вашата Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас